Премиерот Христијан Мицкоски негира дека има политичко мешање од владата во судските процеси, вклучително и за трагедијата во Кочани. Прашан дали граѓаните може да очекуваат фер и транспарентно судење, без политички притисоци за да се дојде до правдата. Мицкоски категорично отфрли било какви влијанија, а прстот го впери во опозицијата и некои од судиите и обвинителите, кои, како што рече, жилаво се борат за поголем буџет и повеќе народни пари. Не знам дали некогаш во демократска Македонија и пошироко се случило здружно обвинители и судии да нападнат претседател на влада за кажан збор во демократска држава. Јас тоа го доживеав. Така што не знам како би можело да има политичко мешање од страна на владата. Тоа го исклучувам. Но има политичко мешање и притисок од опозицијата. Гледате, сега прво велат премиерот, владата се виновни, вршат притисок во судиите, тие се добри, честни, си ја вршат работата независно и така натаму, но ајде да формираме анкетна комисија и да ја префрлиме работата во парламент. А ние сега треба да се јавна дебата да водиме со поединци, ќе повторам, не е тоа мнозинство на обвинители и суди, поединци кои што зафатиле позиции, не се мрдат, со кран не можеме да ги помрстиме од таму. Седат грчевито, се борат за фотелјата, малку им се 3000, сакаат 5000 евра плата месечно. Според Мицкоски, судството и обвинителството ќе добијат свој буџет, но трошењето ќе биде под лупа на собраниска комисија. За него прифатлив е процентот од 0,35% од БДП да се одвојува за судиите и обвинителите, но не гледа причина да биде дополнително зголемен, затоа што, како што вели, Македонија како држава одвојува повеќе средства за правосудството од 75% од земји членки на ЕУ. Има претседатели на судови кои што имаат месечни примања од околу 180.000 денари. Отприлика 3.000 евра месечно. Јас не мислам дека, јас како премиер јавно кажувам, мојата плата со стажот во годините кои што го имам од претходно е 155.000 денари. Значи, отприлика 2.500 евра. Така што ние ќе направиме закон со кој што ќе дозволиме, плановите за вработувања, плановите за унапредувања, да ги одобруваат судскиот совет и советот на јавни обвинители. А нас нека не информираат. Ние нема да се мешаме тоа. И ќе има собраниска комисија која што ќе врши надзор на работењето на судовите и на обвинителството. Минатата недела Судскиот совет, Сдруженијето на судии и Врховниот суд му пишаа отворено писмо на премиерот, во кое реагираа дека неговите изјави за судиите и обвинителите од изминатиот период ја преминале границата на доброто однесување и преминале во неаргументирани и паушални напади. Според законот, државата треба да одвои 0,8% од БДП за судската власт, што е околу 115 милиони евра.